Почитувани, вие го следите подкастот на Националното здружение на мултипла склероза на Македонија. Денес разговараме на тема бременност при мултипла склероза. За таа цел, мој денешен соговорник е научен соработник доктор Слободанка Саздова-Бурнеска. Докторке, ви благодарам што прифативте поканата да бидете наш соговорник денеска. Имаме можност да предискутираме за ношна актуелна тема, тоа е мултипла склероза и бременност. И сега месецот на жената го испративме, ама убаво е да се спомне. За почеток да ве прашам за тие што нели првпат не слушаат, првпат не следат, што е мултипла склероза? Мултипла склероза представува хронично, автоимуно, демилизирачко и невродегенеративно заболување на централниот нервен систем со големи варијации во клиничкиот тек и прогресијата. Болеста обично започнува меѓу 20 и 40 години, затоа се нарекува болест на младите луѓе, меѓутоа многу ретко може да се јави во детската возраст и кај постарата популација. Несразмерно се погодени повеќе жените, негде приближно околу 70%, и тоа во нивниот репродуктивен период. Хормоналните состојби, како што е бременоста, влијанието на бременоста врзу текот на болеста, исходот од самата бременност, се разгледува и се дискутира, е мощна актуелна тема на многу стручни симпозиуми, семинари, трибини и конгреси. И сега, дали е предизвик една жена да остане бремена кога веќе има дијагноза мултипла склероза? Секако дека е предизвик. Како и кај повеќето автоимуни заболувања, мултиплата склероза се јавува 2 до 3 пати почесто кај жените во однос на мажите. Изборот да се формира семејство е значајна одлука во животот на секоја млада жена. Одлуката која што е токму важна затоа што се случува во период кога и најчесто се дијагностицира самата болест. 80% од пациентките се дијагностицираат на возраст од 20 до 45 години. Токму затоа, кога ќе поставиме дијагнозата мултипла склероза, ке сите пациентки се отвара една дилема, што понатака, односно дали со оваа болест можам да ја планирам бременоста, дали во текот на бременоста треба да прекинам или да ја продолжам терапијата која што ја користам во третманот на самата болест. Мислењата и препораките во последните 2 децени значително се променија. Кога зборувам за мултипла склероза и бременост во минатото, секогаш советот беше да пациентките со мултипла склероза ја одложат бременоста, односно да не планираат семејство. Меѓутоа, овие мислења и овие препораки во последниве 20 години се сменија, така да слободно можеме да кажеме дека пациентките со мултипла склероза можат секако да планираат семејство, меѓутоа секако по претходно адекватно водење и следење од страна на нивниот матичен невролог. Како влијае? Доказите од клиничките студии сугерираат дека бременоста не влијае негативно на долготорочниот тек на болеста. Многу е важно и она што треба да се потенцира е да се воспостави една контрола на самата болест пред концепција. Пациентките кои што се со неконтролирана мултипла склероза пред и за време на бременоста имаат значителен ризик од влошување на болеста, односно од релапс, кој што може да се случи во првите 3 месеци после самото породување. Невролозите препорачуваат дека добра контрола на болеста пред да се планира бременоста треба да се направи 1 до 2 години пред самата концепција. Исто така тоа покажуваат и клиничките студии, односно во една клиничка студија кај пациентки кои што биле изложени на модифицирачка терапија на болеста 2 години пред концепцијата, покажува дека стапката на релапси, односно влошувања, постпартално се намалила за 45%, што значи дека не е мала бројката во колку имаме посебна стратегија на водење на пациентките со мултипла склероза и бременост. Што се однесува на болеста и влијанието практично врз плодот,
автоматски самата мултипла склероза како болест не представува бременоста ризична. Постојат кај младите мајки со мултипла склероза мора да постојат други коморбидитети од типот на висок крвен притисок, диабетес мелитус, кои што може да го зголемат самиот ризик во тек на бременост по однос на плодот. Меѓутоа, мултипла склероза не ја градира бременоста како ризична само по себе. Што станува ако, знаеме, болеста се диагностицира во младите години, е сега многу покасно, после породувањето. Ја диагностицираат баш заради тоа. Породувањето се доживува како стрес, па се диагностицира, дали е тригер породувањето за да дојде до диагноза? Самото породување, клиничките студии покажуваат дека во текот на бременоста, практично во првите 3 месеци од бременоста, стапката на релапсија, односно влошувањето е многу ниска, особено во третиот триместар од бременост. Тоа е така бидејќи имаме една хормонална рамнотежа, односно хормонална рамнотежа помеѓу плацентата и помеѓу имуниот систем на мајка. После породувањето, кога паѓаат нивото на естрогените, практично доаѓа до пореметување на таа хормонална рамнотежа и со тоа се зголемува практично ризикот за релапси во првите, особено 3 месеци после породување. Тој ризик може да се подкачи на 30%. Затоа се корисни практично стратегии за водење на бременост кај пациентки со мултипла склероза. Што значи тоа? Во колку пациентката немаме клинички и радиолошка активност на болеста, пациентката во последната година нема релапси, нема нови лезии на магнетна резонанца на мозок, тоа значи дека таа пациентка може да се советува да планира бременост. Меѓутоа, во колку имаме пациентка која што имаме неконтролирана мултипла склероза или имаме високо активна форма на болеста, имаме лоши прогностички фактори, или имаме самата активност на болеста бара примена на моноклонални антитела, тогаш ја менуваме стратегијата, односно се советува на таа пациентка веднаш после породувањето, односно 2 недели после породувањето да се вклучи на високоефикасна терапија. Баш тоа ми беше прашањето, дали оние кои што се со релапсно ремитирачка се како подобри кандидати да останат бремени од оние кои што се со примарна и секундарна прогресирачка? Секогаш пациентот се гледа индивидуално. Секој за себе. Многу е важно кога го ја водиме бременоста и кај пациенти со мултипла, пред се да се има во предвид возраста, самата форма на болеста и клиничкиот ток практично на болеста. Кога ја поставуваме диагнозата кај пациентката со мултипла склероза, млада жена со мултипла склероза, веднаш мораме да ги разгледаме тераписките можности и да ги понудиме. Во колку имаме млада жена која што има високо активна болест и која што во наредните години не планира бременост од некои причини, дали тоа е кариера, дали тоа е образование и слично, тогаш на таа пациентка и се препорачува да биде поставена на високоефикасна терапија со цел да се спречат влошувањето и степенот на прогресија. Меѓутоа, во колку имаме пациентка која што планира бременост, тогаш терапискиот пристап е тој да понудиме терапии кои што се одобрени од страна на Американската академија, Американската асоциација за лекови, Европската агенција за лекови, одобрени се и безбедни во текот на бременоста. Тоа се интерферон 1А и глатерамерацетат, односно копаксон, кои што како големи молекули не трансферираат во мајчиното млеко, што значи дека се безбедни во тој период на доење после породувањето. Иначе сите останати терапии, високо ефикасни, се контраиндицирани во текот на бременоста, дури за некој постои период на испирање. Тој период може да биде различен, може да биде од 3, 6 па и 12 месеци. Оралните терапии кои што се користат во лекување на мултипла склероза се исто така контраиндицирани во текот на бременост. Да, тоа и ми беше следното прашање околу терапиите. Високоефикасните мислите на укревостисаври, тие се водат така? Да, моноклоналните антитела. Така, овие другите беа имуномодулатори, така ли може да се? Интерферонот, да, и глатемарацетатот добија одобрување уште во 2017 година како безбедни во
текот на бременоста и доењето, бидејќи во мајчиното млеко многу мала е скоро незначителна концентрацијата на лекот, така да нема да му наштети ни интраутерино, бидејќи трансплантатарно не поминуваат, и ни штетат на плодот, а исто така ги има во траги во мајчиното млеко. Е така, знаеме сега дека секоја бремена жена нели оди на редовни контроли гинеколошки, дали треба да ги зачести тие контроли? Како кај гинеколог, така кај невролог, додека е време? Воопшто кај пациентките контролата на бременоста ја диктира практично гинекологот акушерот. Мултиплата склероза не е воопшто причина да се зачестат тие контроли кај гинекологот. Како што спомнав, мора да постојат други коморбидитети кои би ја направиле бременоста ризична и кои што би барале почеста контрола од страна на акушер, меѓутоа самата по себе мултипла не е причина да пациентката често го посетува својот гинеколог. Тоа ми беше и сакав да ве прашам во однос на суплементарната терапија кај бремените жени, дадена од гинеколог. Има контраиндикации кога се прима со терапијата дадена од невролог? Препораките во однос на витаминската терапија се идентични како кај бремените жени од општата популација. Тоа се мисли прицел на фолна киселина и витамин D. Мултивитамини за трудници, мултипренаталните практично витамини кои што се додаваат кај секоја бремена жена. Во однос на одржувањето на оптималното ниво на витаминот D многу зависи од серумското ниво на витаминот D на мајката и тоа треба да биде негде од 2 до 5000 единици дневно, односно да не ја надмине таа граница од 30 до 100 нанограми на милилитар, што значи дека треба секогаш да се контролира и да се воздржуваме од енормни серумски нивоа на витаминот D во крвта. Во однос на останатите елементи сосема идентично како кај бремените жени, да речеме, од општата популација. Не се разликуваат многу, така. Околу релапсите во бременоста. Околу тоа малку повеќе. Значи, менаџирањето на релапсите е една од најважните работи, значи кога зборуваме кај за пациентките со мултипла склероза и бременост. Денешните стратегии, повеќе земји имаат различни стратегии, меѓутоа и општо сите се согласуваат дека секогаш најпрвен треба да гледаме формата на болест, односно дали пациентката е со висока активна болест, за да размислиме дали бременоста повторно би во текот на бременоста релапсите се нормално ниски, меѓутоа после породувањето дали би зачестиле или би пораснала стапката на релапси. Нормално е пациентка која што има неконтролирана мултипла склероза, односно пациентка со поголем степен на неспособеност, со чести релапси во текот на бременоста, таа има поголем ризик да направи релапс постпартално, односно во првите 3 месеци. И тогаш секогаш тие релапси, стапката на релапси практично се враќа на она ниво кое што било пред концепцијата, односно на 4 до 6 месеци пред да настапи бременоста. Затоа се тие стратегии со цел да се превенираат било каква влошување на болеста после породување. А како стратегија за породувањето има некој олеснување на парски рез и значи, природно? Немаме во однос на начинот на породување, практично е све зависи од изборот на самата пациентка. Мултиплата не е причина, освен ако не доминираат некои симптоми како што е мускулна слабост, како што е замор, пациентката високрвен притисок. Така, високрвен притисок, пациентката да побара како избор на завршување на бременоста да биде или епидуралната анестезија или евентуално царски рез. Иначе воопшто во однос на останатото завршување на бременоста практично слично како и кај другите бремени. Во однос на предвремено породување, аномалии? Така. Ние имаме многу малку клинички студии, проспективни, бидејќи тоа сепак се работи за бремени жени, ретроспективни студии кои што ги користат датабаза на податоците од МС регистрите имаме повеќе. Тука би го спомнала германскиот регистар, каде што се земени податоци од пациентки кои што биле на терапија, модифицирачка на болеста во текот на бременоста и жени кои што биле бремени, а не земале воопшто никаков третман. Вкупно се следени 3700 бременности од негде 2006 до 2023.
резултатите практично анализирани се стапката на спонтани абортуси, предвремено родени, вродени аномалии, број на хоспитализации заради инфекции во првите месеци на новороденчето. И резултатите покажале дека тие се слични како и аномалиите, спонтаните абортуси од општата популација, што значи дека некои од модифицирачките терапии на болести кои што се земаат во текот на бременоста не го зголемуваат ризикот за спонтани абортуси или за мала родилна тежина или за вродени некои аномалии. Имаме некој податок дали нашите македонки се одлучуваат на бременост кога веќе се диагностицирани? Не мора да е точен, ама има прилика да знаеме дали има. Ние имаме добри резултати, значи со млади жени кои што успешно ја завршија бременоста и тоа неколку пациентки кои што беа веќе поставени на терапии кои што беа одобрени од Американската агенција за лекови, тоа се на интерферон, и 2 пациентки такопаксон завршија успешно и една пациентка успешно заврши бременоста со прекрасно женско бебе, беше цело време на натализумаб заради високо активната форма на болест. Одлично. Некој совет да им дадете на оние што сакаат да останат бремени? Моите препораки е дека сите млади жени со мултипла склероза треба нормално да продолжат да живеат како и секоја млада жена, да планираат семејство, да планираат бременост. За оние кои што имаат одредена степен на онеспособеност, сепак бременоста да се планира во зависност од активноста на болеста и да се следи и лекува во договор со незиниот, да речеме, матичен невролог. Пациентите можат со новите препораки безбедно да завршат, да имаат една среќна и здрава бременост. Мултипла склероза не е причина да им се скрати мајчинството и другите животни радости. Јас моите прашања ги завршив. Ако имате нешто да додадете, да ги поздравите и да тие што Значи, ги охрабрувам сите млади жени со мултипла склероза, во колку сакаат да планираат семејство, во колку сакаат да останат бремени слободно, претходно нормално во консултација со неврологот, можат слободно да исполнат својата улога на родител, нормално да се охрабрат, да не бидат во страв дека терапијата или болеста ќе наштете на нивниот плод. Дај Боже да биде така и јас им посакувам баш лесен пороѓај на сите што ќе се одлучат. Ви благодарам многу за овој убав, краток, ама многу убав и интересен разговор. А на вас ви благодарам на вниманието и се гледаме во наредна прилика.